Група демонстранти на протестот предводен од партијата Демократска унија за интеграција насилно ги бутнаат арабите на местото на кое се гради 55-метарскиот крст во скопската населба Бутел и постави албански знамиња и шатори во кои веројатно ќе кампуваат. На протестот искочија неколку илјади граѓани кои беа предводени од челниците на владеачката ДУИ. Тие се противат на изградбата на крстот во скопската населба Бутел. Градоначалникот на Чаир Изет Меджити изјави дека не планираат да се тргнат од местото. Тарабите беа урнати додека функционерите на ДУИ даваа изјави за новинарите. Поединци ги спречуваа новинарските екипи да го снимаат настанот, а демонстрантите запалија и една палма, а потоа ги запалија и тарабите од оградата. Иако имаше бројно полициско присуство, полицијата не реагираше кога демонстрантите отстрануваа оградата каде беа поставени темелите за крстот. Ова невалидна одлука на општина Бутел, каде што е провокација кон сите албанци во Република Македонија и затоа на овој собир, на овој протест нема партиско знаме, иако е организирана од Демократската унија за интеграција, туку има само албанско знаме, за да изразиме револт сите како албанци кон ова одлука, бидејќи со ова се провоцираат етничките и верските односи во Република Македонија. Рече Меджити, кој беше начело на протестот заедно со сегашни и поранешни високи функционери од владеачката ДУИ, како Ермира Мехмети, Талат Джафери, Артан Груби, Буја Росмани и други. Тој додаде дека со ова се нарушува рамковниот договор и дека нема да престанат да протестираат. Но овој протест не застанува тука, не завршува тука, бидејќи од тука не си одиме тука, ќе се стационираме тука, се додека не се одложи ова одлука која ќе не оди во прилог на сите граѓани Република Македонија. Протестот почна пред стадионот во Чаир. Демонстрантите вееа албански знамиња и носеа транспаренти на кои пишуваше "Политиката надвор од верата. Не сакаме Скопје што ќе се претвори во Белфаст, Ерусалим или Бејрут. Ова е клин, а не крст. Оваа земја е секуларна.